Завршува полагањето на екстерните испити од државната матура од јунската сесија. Радовишките матуранти кои полагаат денес, резултатите ќе ги добијат по месец дена. 3 дена по добивањето на резултатите имаат право да поднесат приговор доколку не се задоволни од истите. Тие исто така можат да закажат и термин за увид на тестот во Државниот испитен центар во Скопје. Како што истакна Венка Тадирова, директорка на Средното општинско училиште Коста Сусинов од Радовиш, на матурантите им преостануваат да ги полагаат уште интерните тестови. Денес, како претходните денови, се полага екстерен дел од државната матура. Денес е 4ти ден, според распоредот кој што го дава Државниот испитен центар, и се полага државна матура. Со тоа што со денес завршува полагањето на екстерните испити од државната матура. Остануваат уште интерните предмети кои што учениците ги имат изберено согласно распоредот кој што е објавен на гласник во училиштето. За еден приговор се плаќа 1000 денари, вели Тадирова. Денес полагаа 190 матуранти, од кои годинава само мал дел од нив полагаат училишна матура. Таа вели дека термините за полагање се тие. Оние кои ќе бидат одсутни ќе полагаат во следниот рок во август. Учениците кои што од оправдани или неоправдани причини биле одсутни, значи полагањето на матура не прави разлика оправдано и неоправдано одсуство од полагање. Не може да се дадат други термини за полагање. Само учениците може да вршат полагање во августовскиот испитен рок, со тоа што задолжително мора повторно да пријават матура, дали е државна, дали е училишна или завршен испит. Ако не се јават наредната година, мора да пријават до декември и да полагаат во термините кои што се утврдени за матура, односно во јуни и во август. Според податоците на Државен испитен центар, половина од вкупниот број на пријавени кандидати годинава се со гимназиско образование. Од вкупно 16.426 пријавени кандидати со гимназиско образование се 8.274, со средно стручно образование 7.881 и со средно уметничко образование 271 кандидат.